Добро утро и од мене ги испративме Иван и Елена да одморат малку, бидејќи цела недела секојдневно наутро се заедно со сите нас, а време е да го започнеме петочното и последно издание за магазин за оваа недела. Не се секирајте, овој проект се разбира дека продолжува. Денес имаме еден интересен спој на две генерации, би рекол, иако и двајцата се млади, меѓутоа може да кажам слободно две генерации, бидејќи таа има само 19 години. Односно Марија Наумовска, која што оваа година на 40-тото јубилејно издание на Макфест настапи како дебитант. Меѓу другото студира медицина, така што верувам дека музиката и тоа како ќе биде на оддишка од целиот оној напор и сите оние книги кои што знаеме дека треба да се поменуваат кога студирате медицина. И Дарко Андонов, докажан музичар кој што долго време е на домашната сцена, но и продуцент, автор, аранжман, меѓу останатото има аранжирано и низината песна. Ова ќе биде еден убав спој на малку да прокоментираме за Макфест, да видиме кој е стилот на веќе докажаната генерација, но и на сите оние млади таленти како Марија кои што треба да бидат наследници и следната генерација на музичари. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро најдовме. Марија, ти си за прв пат тука во магазин, морам да те прашам како се чувствуваш, имаш ли малку трема? Малку сум возбудена, сепак, нели, прв пат и на телевизија и сето тоа. И ми е мило што не поканивте и што сме тука. Така, иш да не се секираш, нормално да си има трема, на крајот од денот, јас викам кога си има малце трема, тоа значи дека си има она одговорност, дека треба да си има убав настап, така што мислам дека ќе биде една супер комбинација со Дарко. Како се запознавте, како Дарко се вклучи во твојот музички проект на Макфест? Дарко бараше женски вокал за песната на Макфест. Ме предложи мојот професор Денис Димовски од Матрикс, музичкото училиште, и така направивме еден контакт и мислам дека ја исполнивме песната и целта која што... Си кликнавте одма, предпоставам, нели? Да. Дарко, го правихме малото и претходниот пат кога се видовме. Навистина ја имаш она мисија и сакаш еден куп млади, талентирани, млади луѓе артисти, девојки, момчиња, без разлика што, да им помогнеш да излезеш во пресред и некако заеднички да правите еден убав музички спој. Колку те радува што еве има девојки како Марија кои што се талентирани, кои што одма се отворени, да речам, за соработка? Ме радувам. Слушаше ли во процесот? Видејќи ти си некој што е поискуствиот. Марија, значи, баш искуството од кај мене се префрлаше кај неа, да речеме, во тој процес на креирање на музичката номера и конкретно на вокалот. Ме радува целиот момент што има доста млади кои што сакаат да работат музика. Иако да бидам искрен, уште има стереотипни размислувања во однос на музиката, некако, како да кажам, некако да се предадат луѓето доволно и доволно да се посветат, доволно ентузијастички да влезат во оваа работа, макар да било тоа и како хоби. Треба некако малку повеќе време да си оставаат младите. Не е возможен успех, баш тоа го правевме муабетот сега со Марија. Значи не е возможен успех од само една песна. Значи мора да има трпение, континуитет, за да се дојде до некое посакувано ниво. Мислиш дека младата генерација го нема тоа трпение, дека некако многу трпението е се многу помало заради тоа што живееме во многу брзо време, би рекол, значи со социјалните мрежи, некако се толку многу брзо и сите очекуваат како у Америка инстант успех, а тоа кај нас малку не е возможно заради тоа што сме многу мал аудиториум. Да. Америка е сосема друг пазар, па и таму не би рекол дека е се така преку ноќ. Да, не е, меѓутоа за некои пејачи делува така. Има многу поголеми шанси, да кажем. Не само во музиката општо. Така, ама таму доколку си препознаен, те зема една цела машинерија, буквално за пола година може да направи од тебе и не само еден многу добар продукт. Да, и пазарот е многу голем, англискиот е национална општи јазик, значи на светско ниво, така да и тоа е многу голема отскочна даска за сите. Така, Марија, колку те ова што го зборува Дарко се согласуваш? Еве ти си од
имаш 19 години, баш си од онаа генерација која што Јас се согласувам потполно, ние имаме разговарано повеќе пати на темава, затоа што сакам да се занимавам со ова и мислам дека доколку фатам некој ритам каде што извадам повеќе песни, дека има шанси да тие бидат слушани и се надевам дека ќе се сетиме сите дека имаме прекрасен јазик на кој што се твори многу музика и дека во оваа мас продукција каде што сите одлучуваат да слушаат странска музика, треба да почнеме да слушаме нешто наше, затоа што стварно има многу талентирани музичари, продуценти, артисти, секакви кои што секојдневно творат и се вадат песни и никој не се толку слушани колку што се слуша странската музика, српска или англиска, така што би сакала да творам на нашиот јазик и да создавам музика која што ќе се слуша и ќе допре до луѓето до кои што треба да допре. Така. Што ти е цел тебе со оваа песна на Макфест? Ме интересира колку ти беа важни бројките. Колку прегледи има на YouTube, колку views има на Instagram и така натаму. Ти беа ли тие работи важни или сепак тргна од моментот да те запознат како една Марија која што нели има одличен вокал, сериозно си го сватила ангажманот да настапи на Макфест и планира нели да гради своја кариера? Па мислам дека колку почнев со менталитет да гледам колкава е бројката, само дека бројки. Само тоа ќе доведе до некој разочарување, затоа што најчесто нели нема да биде толку голема сега, да, затоа што сепак си ја знаеме сцената, си ги знаеме публиката. Мислам дека за мене Макфест конкретно представуваше еден предизвик и нешто што сум го сакала многу одамна, да настапувам таму. Мислам дека имав огромна чест тоа да биде на 40-тиот јубилеј. И бројките не мислам дека се важни, се толку важни доколку песната треба да се слуша и да се пробие, ќе се пробие и се надевам дека ќе се слуша. Ќе биде така. Одлично. А знам дека го сакаш дождот. Не ни можевме да договориме поинаку и посоодветна гостинка од денешниот ден на кој што има многу дожд. Го сакам дождот е насловот на песната со која што настапи на Макфест. Стварно го сакаш или само така е во песната? Многу го сакам. Веќе тоа стана некоја како шега затоа што кога сум тука во Скопје врне постојано и сите носат чадор, јас не, и ми викаат го сакаш дождот, да го сакам. И денеска си без чадор? Да, секогаш сум без чадор. Ама го користиш чадорот на Дарко? Да. Секогаш има. Тоа е таа млада генерација. Ќе зираме дел од настапот твој, па ќе се вратиме, ќе продолжиме и со Дарко и со онака ова 40-то јубилејно издание на Макфест. Ова е Марија Наумовска со Го сакам дождот. Да, ова е Марија која што го сака дождот. Морам да признам многу голема трансформација. Сега да го гледам настапот, таму ти е косата сосема поинаква и како сосема друг лик. Тоа е добро. Тоа е добро, кога на сцена може да... Тоа пали у принцип. Нели? Да, кога може буквално различни стилизи. Кога се гледаш, ти се верува дека ова си ти на јубилејно 40-то издание на Макфест. Ти помина како со настапот? Или Многу беше... брзо беше се некако... мислам, стигнав во Штип, пробата, па одма се спремав, значи имав фризерката од Прилеп Фросе. Дојде во Штип, ме спреми се, клававме коси, се гледа сам екстензии и сето тоа. Аха, таму може да Да. И многу вака брзо беше, излегов, испеев, и се вратив и Ти дава аплауз и тоа е тоа. Да, мислам, ми беше стварно сето на брзина и Так. У принцип на фестивалот брзо се одвиваат работите кои се таму и со таа енергија и со таа возбуда, да кажеме, фестивалска, и доста и дружба има со луѓе, со овој интервју и така поминува доста брзо време. Се е многу динамично. Да. Беше ли за тебе чест да настапиш заедно со делот три пати на бенд? Тоа е бендот кој што со песната Тања, всушност во 92 година, Да. значи ти си имал тогаш колку? Јас сум имал 7-8 години, така нешто, да. Му доаѓа. Значи тоа и мислам дека прв пат јас кога имам отидено на Макфест, групата на мојот покоен татко три пати на ден, во тоа време беа доста актуелни. Со песната Тања настапуваа на Макфест и некако тоа е моето прво искуство со Макфест, би рекол.
Ми беше огромна чест да ја испеам оваа песна заедно со останатите членови од групата Три пати на ден. Веројатно и одговорност, предпоставам, го заменуваш својот татко на некој начин. Да, значи во принцип он беше басист во групата, јас сум повеќе со соло пеењето, меѓутоа како и да е едноставно во негова чест. Како единка во групата. Во негова чест и во чест на останатите членови кои што не се веќе меѓу нас, решив да имаме едно вакво издание у комбинација и баш излезе добро. Мислам, имавме стварно многу емотивен моменти со публика, огромен аплауз 4-5 пати во текот на песната, значи баш беше за мене посебно емотивен момент и посебна чест. Да, најдов на еден текст на интернет кој што го објаснува значењето на оваа група и вели групата која што како ураган дојде во тоа време со рок музика, со heavy metal примеси, со еден сосема поразличен звук од тоа што до тогаш нели македонската музика била навикната. Тоа значи дека ти си израсна некако и со Јас сум со музика израсна, значи од мои најмали години. Мојот покоен дедо исто така, на мајка ми страната со музика се бавеше, непрофесионално, меѓутоа доста добро. Татко ми, значи, општо у фамилијата имаме доста талент за музика, да речем, иако професионално никој не го искористил тоа максимално. Така, јас би сакал да се потсетиме на овој настап, барем дел, од тоа како звучеше заедно и ти со нив. Ова е песна која што сигурно ќе се сетите, сигурно сте ја слушале и мислам дека уште се пее, нели? Ова е еден од оние македонски евергрини. Ова е Тања и се враќаме за кратко во студио. Музичка авангарда. Те носи вака со нив на настапи. Со модел, да. Малку поголем можда, ама со модел. Да. Генерално сум движел во тие кругови доста, значи први мои сусрети со инструменти, со тапани, со тоа биле на нивни проби или настапи и така. Така. Марија, ти секако да се сеќаваш на ова, да не те враќа пред да бидеш родена. Со која музика израсна ти вака? Кои од македонските пејачи песни, нели, да, кажав македонските, некако се сеќаваш дека ти поминал онај период на детство, на тинеџерски години? Се разбира Тоше, значи мислам дека на сите ние Тоше прва љубов, мислам, неговата музика на вистина. Ламбе Лабаковски. Значи ем два периодот. Да, Елена. Кога беше Елена? Тамара Тодевска. Не знам, јас ко вака што Дани, добро веќе тие си. Се сеќавам, беше ова Андријана Јаневска. Да, кога бев во тој период, кога веќе знаев што сакам да слушам, тоа ги изваде тие песни, се сеќавам како и беа. Се сеќавам на твоето писмо Моја Библија или не? Таа е постара. Таа е постара. Не се сеќавам, знам дека да, тие во главно. Така. Али сум слушала многу и тоа што слушале мајка ми и татко ми, затоа што нели секогаш нас музички тие ни ги пренесуваат нивните музички навики. Тоа што тие што слушале со тоа растеме. Што слушале мама и тато? Бело дугме, такви некои XU, тие ми се, не знам, риблја чорба. Така и од англиско, пример, Бионсе, Ариана Гранде ми е мене во тој период кога таа растела музички, јас сум растела. И тие, не знам, не се интересно, да, онака баш еден микс на различен профил на пејачи. Што е на што поминува кај публиката денес најмногу? Сега двајцата ги ми кажете од своја призма, бидејќи нели е различно искуството и перцепцијата. Еве, кај тебе, кај нели твоето друштво, генерацијата, кои се работите кои што поминуваат? Мислам дека јас не се идентификувам со тоа што слуша поголемиот дел од моето окружување. Мислам дека моментално кај мојава возраст поминува најмногу онај српски рап, трап, таа музика. Што е модерното сега. Модерното, да. За мене поминува, како што го спомнав, мислам, Ариана Гранде, Бионсе, тие такви кои што се творат музика, модерни, англиски. Од македонска музика, мислам дека Антонија. Да, ти е еден убав пример.
се слуша кај нас и мислам дека е одлична во тоа што го прави. И да, тие ми се ментално. Примери. Ја од моја перспектива би кажал дека е во право Марија, значи треба да се посветиме, да ги земаме примерите од светската музика многу повеќе отколку од српската естрада, заради тоа што да не се лажеме, српската естрада да има и многу квалитети, многу авангарди и многу музичари квалитетни и добри, меѓутоа генерално тоа што ни го пласираат е најчесто комерцијала, турбофолк, трап до некаде да речеме, и таму има веќе милион артисти и некако тоа влијание само може да ни отежни работата. Треба да земеме примери од странската музика, странските трендови и да ги гледаме и тука нашиве звезди кои што работат музика, што поминува и да направиме еден баланс и спој од сето тоа. Заради тоа што и тоа што е странско некомплетно поминува тука кај нас у македонската музика, заради тоа што имаме различен јазик и слично. Така. Многу ме интересира што став имате околу на фама која што се направи околу настапот на Цеца во Велес со бугарското знаме. Јас би кажал дека е тешка срамота, значи пораз и за нас како македонци. Заради тоа што се плаќаат тие настапи ненормално, дали ќе бидат од општини, дали ќе бидат од државни средства, дали ќе бидат приватно карти, купување и слично, да се извади знаме на туѓа држава, кај што знаеме каков спор има, мисламе срамота сега да бидам искрен. Значи мене ме разочара тој момент. Цеца ја ценам заради тоа што е огромен музичар, еден од најпознатите на Балканот, ако не и најпознат со Здравко Чолич. Мислам да си дозволиш таков лапсус и таква глупост, намерно или ненамерно, е срамота. Марија? Би се ставила и на незино место. Може би во тој момент не ни заприметила или било како, тоа што се случува на секој, но да, е срамота тој што го извал знамето и што одлучил да прави такви, мислам, се знае кои ни се односите со... Колку што знам, она и призна дека го знаела знамето, знаела дека не е тоа македонското знаме. Ама не мислела дека може не ја знаела целата ситуација. Сакам да кажам, тоа е одраз на многу собирани работи со српско влијание кај нас, посебно во музиката. Посебно во музиката и во културата, така да целиот тој настан неубав заокружи една епока на огромно српско влијание кај нас, така да треба малку да се запрашаат и луѓето што слушаат цело време српска музика, дали е тоа вистинскиот правец, дали треба малку повеќе да се ги цениме македонските музичари, македонските автори и општо култура. Од друга страна, факт е дека во однос на бизнисот и профитот, тие концерти на организаторите им се најисплатливи, бидејќи, нели, сега тука е веќе прашањето, нели, бизнис и профит или подигнување на македонската сцена? Треба тука да веројатно организаторите, македонските артисти треба некако да... Треба да има некој баланс. Јас не викам, значи, ние да не слушаме српска музика или да не ни доаѓаат српски музичари во државата. Да, меѓутоа мора да има некој баланс, не знам, еве на тие настани кои што се организираат од државни средства, нека биде 50-50 барем ако ништо друго. 50% од средствата нека се распределат на нашите музичари, нека се креираат повеќе проекти кај што може да се допринесе не со еден настап на музичар само. Значи проекти да се работат кај што ќе се создават нови македонски музички дела. Значи тука не е на нас проблемот. Значи треба да се креира што повеќе музика и да се створи таа навика, да речеме, да се ја вратиме таа навика на ценење на нашата македонска музика. Вака ние заборавивме на македонската музика. Так. На радио ако свртиме 99% е странска музика. Јасно. Освен оние законски. Нема законски. Што треба или веќе нема закон веќе не се почитува. Добро. Марија, медицината ќе биде, ти си брузаш на медицинскиот факултет, тешко ли е, морам да те прашам? Многу тешко. Многу што кога ги видов тие книгите кога ги купив. Викаш, што ми требаше ова? Зошто си реков сега ова? Ама навистина ми е интересно и ме влечи тоа покрај нели музиката и едва чекам да се остварам и во тоа како се замислуваш? Доктор кој што пее. Доктор кој што пее. Може ова. А и си слуша музика додека учи, веројатно многу полесно. Да, многу
пофокусиран си додека слушаш музика, она некој џез во позадина Так. и пофокусиран си кога учиш. Мислам дека музиката може да се вклопи секаде и од тоа што јас учев средно медицинско. Се сеќавам кога бев на првата операција на хирургија, слушавам музика во позадина и ми беше као Аха, ве нося и на оперативни зафати, стварно? Слушавам музика во сала. Да, доста и ми често беше, се практикува тоа. После ни кажа инструкторките дека често и скоро сите доктори слушаат музика кога оперираат и кога работат. Така, да, бидејќи и тоа како треба да бидат релаксирани и концентрирани во тие ситуации. Интересно. Дарко, ти сепак се одлучи со музиката, но и финансиите од друга страна, нели? Да, тоа го терам, веќе у фокус не го ставам толку многу на телевизија, сакам повеќе фокусот да биде на музика, заради тоа што за тоа сум извини, тука. се шегувам. Јас иако живеам од тоа, значи музиката ми е фокус, вака да ја промовирам, да помогнам на млади таленти, значи да се остварат музички и јас да растам заедно со нив. Така си е. Знам дека и на двајцата ви беше чест што бевте дел од 40 години Макфест. Има ли нешто што си го посакувате како свој личен момент што сакате да се случи на музички план? Иде Марија ќе оставам прво, па јас ќе кажам. Мислам дека за мене лично посебно во музиката гледам нешто во кое што си ги пронаоѓам чувствата и се како емпатичен дел од животот, каде што низ музика си ги чувствувам своите емоции поубаво и сакам да во иднина да творам музика која што мојата генерација, па и во главно секој може да најде едно такво место да слуша и да се сочувствува со музиката и да може да се, не знам, помири, да се кога си влюбен да слушаш нешто, нели, што си влюбен и кога си тажен, нешто што се пронајде да се пронајдеш во песната и мислам дека еве и со Дарко сакаме да соработуваме и да твориме нешто такво каде што секој може да најде дел од себе си и да сака да слуша македонска музика. Добро, ти благодарам. Во принцип Марија го кажа тоа што јас и веќе го правам, значи јас генерално и во моите текстови и во музиката гледам да бидат опфатени повеќе теми во самиот текст, иако е љубовна да речеме приказна, да има подлабока приказна во самиот текст, кај што може да се пронајдат многу луѓе, кај што само до еден да допри и да му помогне таа песна, јас би бил пресреќен, да бидам искрен. Како викаат, музиката е и лек. Да. Така што веројатно тоа пронаѓа многу помага. Ви благодарам многу за денешнава музичка дискусија, ако може така да ја кажам, да се гледаме за убави работи. Благодариме на поканата. Ете така, за крај ќе одиме со македонска музика, се разбира. Уживајте и останете на Сител. Имајте убав викенд, ќе врне, искористете го да се одморите, а и може некоја генералка по дома, зошто да не. Чао, чао.